на сите што дојдовте, што се озвавте на нашата покана. Драго ми е што ве гледам. Драго ми е што гледам и представници на школата за активно граѓанство. Веќе во таа школа помина над 200 луѓе обучени од страна на искусни обучувачи, предавачи за основите на едно граѓанско активирање во ова општество. Јас сум Сладјан Пенев, извршен директор на Форум Центарот за стратешки истражување и овде сум во улога на модератор на ова промоција и дебата, се надевам, поврзана со објавувањето на прирачникот за активно граѓанство. Оваа публикација беше замислена како некое синтетизирање на некои искуства од предавачите на оваа школа, која што еве веќе 4-та година ја спроведуваме во рамките на проектот на USAID за граѓанско општество во Македонија, кој што проект го спроведуваат Фондацијата Отворено општество во Македонија заедно со уште 4 партнерски организации покрај форум. Партнери се и Младинскиот образовен форум, Реактор и Центарот за граѓански комуникации. Форум во овој проект ја спроведува оваа школа, замислена да обучува секоја година по 60 представници на граѓанските организации, студенти, представници на медиуми, значи се она што вклучува граѓански сектор во Македонија, грасрут движења. Секоја година, значи, по 60 млади представници учествуваат како слушатели, како обучувани представници на граѓанскиот сектор од страна на поискусните веќе етаблирани личности, индивидуи во граѓанскиот сектор. Како што реков, значи, 7 генерации помина низ оваа школа, 7 генерации обично по 30 на слушатели. Во тек е повикот за 8-та генерација. Ако сте заинтересирани, тој повик е достапен на страната на форум, на проектот на USAID за граѓанско општество civilsociety.mk. Можете да ги поканите вашите пријатели кои што би сакале да стекнат некои основни знаења за местото на граѓанинот, за човековите права општо, но и за граѓанските права, како да се применуваат, така се каже, во нашето општество. Со мене денес се 4 истакнати представници на граѓанското општество, кои што имаат и своји текстови студии во овој прирачник. Идејата на овој прирачник беше од почеток да направиме некоја синтеза на она што се предава, се презентира на таа школа, и ќе видите дека првите 2 текста на професорката Најчевска и на Зоран Бојаровски се токму такви упатства, како младите по кој пат да ги спроведуваат своите идеи за активирање во општеството. Откако почнавме да го работиме овој прирачник, сметавме дека е корисно и да сместиме неколку студии на случај, кои што ќе презентираат токму она за што ги обучуваме младите луѓе, како е тоа остварено во општеството и како се остварени некои мали, но битни победи во нашиот граѓански сектор. Затоа ги замоливме Жарко Трајановски да направи една студија на случај за тоа како практично маргинализираната заедница на LGBTI заедницата од практично невидлива заедница си го освои својот простор во општеството, така да е минатата година се сеќавате колку беа видливи откако се случи оној инцидент во Дамар, го блокира јавното обвинителство, успеа да наметнат и медиумите и граѓаните веќе да се запрашаат што е она што се случува на оваа заедница и како може
се уште тие процеси да бидат започнатувани од страна на нашиот систем. Потоа го замоливме Владо Апостолов, кој што е веќе 10 години еден од поистакнатите новинари во Македонија. Пред некое време баш го нареков и доаен на истражувачкото новинарство, иако е се уште млад. Но минатата година се случија многу битни настани со новинарите, кои што покажа колку е битно и самите новинари да се активираат во општество. Она што се случуваше со Кежаровски и токму оние казни, драконски казни кои судот ги изрече за новинарите на Фокус кои беа тужени од директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање во Македонија, и се случи една убава работа, се солидаризира не само новинарите откако ги повика Сдруженијето на новинарите на Македонија, туку и граѓанскиот сектор и бизнис заедницата, и нели успеавме да ги намалиме штетите од како стоеше тоа, што му беше угледот, нарушениот углед на Саша Мјалков. И секако Джелал Хоџич е неизбежен наш соработник, бидејќи и самиот е учесник, значи слушател во таа школа за активно граѓанство, но и човек кој што е, речиси, неизбежен декор во овие протести на граѓанското општество. Најчесто, значи, каде да има некоја граѓанска иницијатива, без разлика дали на улиците или пред институции, пред македонска телевизија, пред влада, Джелјо е тука да не подсети дека некој треба да биде активен тука, да ги бара правата во име на оние на кои правата им се ускратени. Не би должел многу, се надевам добивте отприлика слика. Да, заборев, има и еден дел кој што е авторство на нашите учесници во школата. Значи, ние секоја обуките обично траат 3 дена, предвидени се 2 тродневни обуки во рамки на една генерација, и потоа имаме средба заедничка на повеќе генерации. Во тие тродневни средби имаме една сесија во која што дискутираме со слушателите некој значаен поим. И тоа најчесто предизвикува едни широки дебати, многу сериозни дебати поврзани и со некој поим од доменот на граѓанското општество, било да е тоа слобода, граѓанин, солидарност, било какви теми на кои што младите слушатели дават свое поврзување како тие би го дефинирале тој поим. Така да добивме некои сериозни дефиниции, така да кажам, на некои поими. Можете да видите, секако тие ќе се менуваат и во текот на наредните генерации. Ние секогаш сакаме да дискутираме со слушателите за она што тие го мислат дека би требало да се смени веќе во поставените дефиниции на некои веќе добро познати поими. Најпрво би сакал со професорката Миријана Најчевска да поразговараме. Таа дава одлични упатства и одлични дефиниции за тоа каде е местото на граѓанскиот сектор во општеството, во државата, што треба државата да прави за да го возможи или да му даде да живее на граѓанскиот сектор. И сега би сакал сето она што овде можеме и да го прочитаме, кое што е одлично напишано, иако нема ни една референца кон она што ни се случува во Македонија, би сакал да ја прашам колку од тоа каде е местото на граѓанското општество во Македонија, во државата Македонија. Што прави државата Македонија? Дали е проактивна во промовирањето на човековите права и во промовирањето на граѓанските права, или воопшто ги третира како нешто маргинално? Благодарам. Да, прилично тешко е прашањето. Јас навистина не само што учествував како некој кој што се обидува да го пренеси своето знаење и искуство на овие
школи за активно граѓанство, туку морам да признам дека и учев од тие школи, заради тоа што таму имаше луѓе кои што веќе на овој или оној начин се вклучени активно во некој облик на делување, луѓе кои што се обидуваат да влијаат на работите што се случуваат околу нив, и мислам дека сето тоа беше прилично интерактивен однос, и навистина сум многу благодарна заради тоа што ми беше овозможено такво нешто, и ова што е напишено во прирачникот всушност е во голема мера и извлечено искуство од самите школи во кои што јас учествував. Едно нешто кое што може би цело време бега од внимание, и баш пред малку со новинарите се обидов тоа да го загатнам, е некако отсуството на сваќање дека кога зборуваме за активно граѓанство, не зборуваме само за невладини организации, не зборуваме за воопшто пред се за организации, туку зборуваме за индивидуи. Значи, во активното граѓанство учествуваат индивидуи, и се додека во Македонија не сватиме дека да бидеш активен граѓанин не значи да бидеш дел од некоја формална организација, туку да бидеш активен граѓанин е ти самиот нешто да правиш како индивидуа. На некаков начин, со губење на тој индивидуален пристап, ни бега од перцепција и големата флексибилност која што ја нуди граѓанскиот сектор. Тоа значи дека јас во активноста како дел од граѓанскиот сектор не влегувам како член на некое здружение, како член на некоја невладина организација, туку се обидувам низ невладините организации кои што постојат да ги задоволам, да ги поставам на дневен ред моите различни потреби и интереси. И тоа е можеби еден од елементите кои што најмногу бега во она што представува граѓанско делување во Македонија, а тоа е флексибилноста. Не припаѓам ја кон една организација, не припаѓам кон две организации, туку имам одредени потреби и интереси, имам одредени ставови, имам одредени прашања, имам одредени барања и барам на кој начин, со кои луѓе, преку кои средства најдобро ќе можам да ги поставам, односно да ги изнесам на виделина и да побарам нивно задоволување. Значи, индивидуалноста и флексибилноста се елементи кои што многу ни недостасуваат. На некаков начин мислам дека во одреден период, во желбата да се формираат што е можно повеќе невладини организации, го заборавивме неформалното здружување. Воопшто не мора да постои формално здружување за да може да се делува. Не морам да имам регистрирана невладина организација со статут, со извршен борд, со членови и слично, за да можам да се соберам со граѓаните и заедно да поставиме дури и подолгорочно, не краткорочно, одредени барања и слично. И токму заради тоа во водичот јас се обидов да укажам на две декларации кои што се многу малку познати кај нас, а првата е онаа декларација за правата и одговорностите на индивидуите. Прво се спомнуваат индивидуите, групите и организациите на општеството да ги промовираат и штитат универзално препознаените човекови права и слободи. Ние дури и во законот, значи законот кој што зборува за асоциациите на граѓаните и слично, и покрај тоа што се спомнува неформалното здружување, не се спомнуваат индивидуи. И како да продолжуваме и во нашата ментална шема повеќе да ги вклучуваме колективитетите како начин на делување отколку индивидуите. Втората декларација е исто така декларација за бранителите на човековите права, не за организациите кои што ги бранат човековите права, не за здруженијата кои што ги бранат човековите права, туку за индивидуалните бранители. Забораваме дека е
тоа наше право како на индивидуи да ги браниме човековите права. И тука доаѓаме до она што го спомнавте за улогата на нашата држава. Во целиот овој развоен период на македонската држава, исто така како да побегна тој елемент на индивидуалноста. Некако, дали заради специфичните услови, дали заради предоминацијата на етничката компонента при структурирањето на државата, поврзаноста на човековите права во почетокот на развојот пред се со малцинските права, цело време всушност се зборува за колективитети. Па и тогаш кога државата се обидува да создаде, било сакајки или не сакајки, или заради тоа што е присилена тоа да го направи, одредена правна рамка во која што ќе го овозможи постоењето и делувањето на граѓаните, таа е свртена пред се кон колективитетите. Да речеме, јас денеска открив дека, читајќи ги законите, дека е направена таква промена со која што граѓаните како индивидуи не можат да побарат, немаат систем да побарат автентично толкување на одреден закон. И дури и ако се судрат со тој закон, дури и ако не може на никаков начин во пракса да се спроведе, тие не можат да побараат од собранието, тоест од своите представници, од своето највисоко законодавно тело, автентично толкување на законскиот текст со кој што се судираат или кој што не може да се имплементира. Така што тука јас ги гледам основните проблеми. И она што го гледам како проблем на граѓанското делување е, не сакам да употребам некој неубав збор. Да, јас се сеќам на една добра формулација од тие ваши презентација, тоа е организации кои што се возбудуваат сами од себе. Така да, еве тоа би сакал да се надоврзам, што мислите какво е местото на граѓанскиот сектор, колку тој граѓански сектор успеа да го освои тоа место кое што треба да му припаѓа во една демократија. Да, и тука имаме еден многу голем проблем. Значи, всушност, две пречки во развојот на граѓанскиот сектор, јас можам да ги видам како некој кој што уште од некоја си далечна 93-94 година е вклучен. Прво, специфичната економска состојба придонесе до тоа граѓанскиот сектор да биде перцепиран многу често како сектор кој што нуди вработување, кој што нуди екзистенција. Мислам, тоа е факт. И многу невладини организации беа формирани всушност по тој принцип, и тоа на некаков начин го спречи она индивидуализирање за кое што претходно зборував, односно луѓето не ги гледаа тие организации само како алатки преку кои што можат да делуваат, туку како место кое што може да ги задоволи некои сосема други нивни економски потреби и интереси. Меѓутоа, тој начин на размислување пак некако го направи импотентно граѓанското делување. Имено ги вметна во некакви шеми и ги бирократизира, всушност го бирократизира граѓанското делување. Повеќе се мислеше на процедурите, повеќе се мислеше на документите, повеќе се мислеше на начинот на регистрација и слично, отколку на она што би представувало содржина на делување на граѓанството. И автоматски се изгуби оној елемент на креативност. Значи, граѓаните во своето активно делување може да бидат многу креативни. Нема друга рамка за граѓанското делување освен повредата на правата и слободите на другиот. Не постои, значи, друго ограничување. Меѓутоа, нашите луѓе не излегуваат надвор од шемата. Да речеме, многу мал број се оние организации или индивидуи кои што направиле нешто поинаку и секогаш тоа наидува на прилично позитивен одзив меѓу граѓаните. Да речеме, едно време беа распејани Скопјани. Се сеќавате, нели? Мислам колку
добро беа прифатени тие пораки, колку беа јасни и колку позитивен беше односот кон таа група на млади луѓе кои што на поинаков начин ги адресираа проблемите на кои што сите ние работиме. Потоа беа тука индивидуалните појави, морам да го спомнам Писарев сега, мислам тие ајкулите, очите, мајмуните и слично, мислам беа прекрасен начин на излегување надвор од кругот. На некаков начин еве сега во последно време граѓанските организации ја открија улицата и сега едно-две, ајде ќе одиме да демонстрираме. Ама демонстрацијата е еден начин, една алатка на изразување на одредено барање, на изразување на одредена потреба. Постојат многу други, да речеме, јас не сум видела луѓе кои што ќе искористат можноста кој им ја дава законот за локална самоуправа и да присуствуваат на седницата на локалната самоуправа на која што се разгледува завршната сметка и буџетот на локалната самоуправа и да поставуваат прашања. Не еден, двајца, абе 100, 200, 300, 500 луѓе доаѓаат таму со подготвени прашања и на тој начин почнува да работи системот. Значи, ние можеме да зборуваме за реактивно однесување на државата, за ограничувања кои што не ги става државата, меѓутоа, ние не ги искористуваме ни оние тесни рамки кои што во моментов постојат, а врз основа на кои што би можеле нешто да направиме. Благодарам се. За сега па во просторот за дебата се надевам ќе имаме уште можност да дискутираме за овие идеи. Сега ќе поразговараме со Жарко Трајановски, еден од истакнатите борци за човекови права во Македонија. Неговиот есеј во овој прирачник се однесува на борбата за видливост на сексуалните малцинства во Македонија. Ќе те замолам, Жарко, значи, која беше тој начин, таа стратегија или како успеа сексуалните малцинства во Македонија да си ја зголемат својата видливост во овие повеќе од 10 години откако се повидливи, да речем. Благодарам, Сладја. Прво, чест ми е вака што имам прилика после најче да зборувам на оваа тема, затоа што еден од главните иницијатори за покренување на прашањата за сексуалните права и сексуалната еднаквост во Македонија токму Мирјана Најчевска, која беше председателка на Хелсиншкиот комитет и исто Центарот за човекови права и разрешување на конфликти. Тие всушност го покренаа првото истражување, кој беше иницијална каписла за едно организирано граѓанско дејствување за сексуална еднаквост. Така се започна. Сега, зашто се одлучи вака за една студија на случај, за да илустрирам некои работи, дека едноставно таа борба за еднаквост, борба за човекови права, доколку се потпира само на тука малце ќе имам резерва кон она што го кажа Најче, да, активниот граѓанин, индивидуата е многу битна и ентузијазмот е битен, меѓутоа ако сакаме да имаме на резултати во таа борба за еднаквост и за човекови права, потребно е едно организирано граѓанско дејствување и ја не би ги исклучувал тука индивидуите и граѓанските организации на таков начин како што некои многумина се обидуваат да ги исклучат, дека ете всушност активните граѓански организации се составени од силни индивидуи кои што успеваат околу себе да обединат други индивидуи во таа борба, така што индивидуалната борба и организираната граѓанска борба воопшто не се исклучуваат, туку само се надополнуваат. Тоа е моето гледиште во однос на... А инаку вака, ако инсистираме само на индивидуалност, тогаш можеме да станеме заточеници на еден мит за индивидуалност и мит за активно граѓанство, кој што не става акцент на еден збор кој што за мене е клучен во, а тоа е организираност. Значи, ако имаме една
може да имаме многу ентузијазам, може да имаме потреби, како што сега, например, имаме потреби во една општина во Скопје, во Карпош, каде што имаме обид на на група граѓани, преку една граѓанска иницијатива да оспорат некои одлуки кои што се донесуваат, а кои што нив директно ги засегаат. Меѓутоа, ако тие граѓани не успеат да се организираат, тие ќе загубат битката со времето. Затоа што неорганизираното граѓанско дејствување покажува до сега само краткорочни некои ефекти. За да успееме да постигнеме некои долгорочни ефекти за одредена кауза, потребно е организирано граѓанско дејствување преку организации, и тоа не само една, преку повеќе. Тука е дел од тоа искуство е токму преточено во оваа студија, а тоа е како од ниедна се создаде една, па и повеќе организации кои што се бореа за правата на ЛГБТ и луѓето. Се започна со тоа истражување кое што го иницираше Мирјана Најчевска, првите фокус групи, каде што практично првите идни активисти се сретна и се запозна меѓу себе и дојдоа до сознание дека со невидливоста ништо не се постигнува на планот на сексуална еднаквост, туку дека е потребна видливост. Односно, тука сега ќе направам една парафраза од една ми текна кога доаѓав навамо од еден цитат од еден филм, Кудус, мислам дека беше: не може човек да се бори против сила која не ја знае и не ја гледа. Исто така, човек не може да се бори против неправда која никој не ја знае и не ја гледа. Таа неправда мора да стане позната и видлива, за да можеме да се бориме против неа. И пред да почнам од тоа како беше на почетокот, сега мала дигресија, како сме сега се соочуваме исто со такви типови на неправди кои што никој не ги знае, никој не ги гледа и практично поради тоа не можеме да се бориме против нив. Една таква неправда е актуелното насилство што се случува против ЛГБТ и лицата, ако е што тие не се осмелуваат да го пријават затоа што немаат доверба ниту во полицијата, ниту во другите институции. Така што се случува претепување во центар на Скопје, пред очи на други луѓе, тоа организирано претепување, начекување на геј лица, на места каде што знаат дека ги посетуваат, каде што полицијата и чуварската служба во чаршијата не действува, каде што претепањите лица немаат доволно храброст, ниту доверба ниту во институциите, па ниту во организациите за човекови права, да го пријават тоа насилство за да се борат против него. И што се случува? Се случува да ние сме исто како граѓански организации сведоци на неправда, која што ниту некој ја знае, ниту некој не ја гледа, а која што сепак се случува. А рацете исто така се прилично врзани, затоа што за да има активна борба за човекови права, потребно е некој да е активен, некој да е засегнат. Без индивидуа чии права се загрозени и која што е желна и волна да се бори за заштита на своите права, тешко би можело да стане било какво поместување од место. Односно, единствено нешто што може да укажеме дека ете таков проблем постои, а да не се преземе никаков чекор во насока на разрешување и надминување на тој проблем. Оттаму заслугата на Најче е неверојатно голема, која што успеа во тој момент, во неверојатно тежок контекст, а тоа е непосредно по војната 2001, да согледа дека ние, независно од такво политичко окружување, ние мора да работиме на зголемување на видливоста и на покренување на тој проблем. И истражувањето беше на вистина, почетното истражување, вистинска почетна точка, затоа што успеа да ги идентификува главните, да обезбеди податоци, почетни податоци за да се покренат одредени прашања и проблеми и да се мотивираат одредени индивиди да создадат организација преку која активно ќе се борат. Таа организација беше Центар за граѓански човекови права, која што ја започна и првата кампања, која што имаше светски одзиви, затоа што беше критикувана во американските весници дека
американските данъчни обврзници помогнале кампања со која што во Македонија наспроти вредностите на тогашната партија на власт која што имаше тука една контроверза, беше вклучен и председателот на Република Македонија кој што ја критикуваше таа кампања и сето тоа помогна на некој начин да некои нешто што се невидливи да станат видливи, да се разговара за нив, да се отворат првите јавни дебати, полемики и да почнат и партиите на некој начин да дават одговори на овие прашања. Тоа беше само почеток со таа прва организација која што ги започна првите проекти, првото списание, првиот фестивал за филмски и првата конференција. Меѓутоа, за жал, немаше ни во таа организација некои луѓе кои што јавно ќе излезат и ќе кажат јас сум, да речеме, геј или лесбејка и моите права се повредени. И тоа беше вториот чекор. Потребата од таква организација произлезе од самата потреба за поголема видливост и за индивидуи и активисти кои што лично и директно ќе се борат за собствените права. И тука е објаснето во тој втор дел кој што е наречен coming out на движењето, кое што настана преку организацијата МАСО и една силна индивидуа која што е уште активна и е пионер на ЛГБТ движењето, тоа е Кочо Андоновски кој што го направи coming out на Ајден телевизија тогаш, меѓутоа и тоа сметам дека и coming out на движењето кое што претходно беше исто така присутно. И од тога сега да не должам се случија многу други работи и организации. МАСО престана да постои, меѓутоа се организира, имаше други форми на организација. Сегашната, да сега имаме една национална мрежа за борба против хомофобија и трансфобија која што обединува десетина организации кои што и покрај различните интереси и преокупации, па дури и суети, што би рекле, што секоја се присутни во секторот, успеваат да се обединат и да формираат заедничка агенда за дејствување и застапување, особено кога се работи за клучни предизвици. Она што е интересно е дека со зголемувањето на видливоста на ЛГБТ движењето се зголеми и насилството и говорот на омраза против оваа заедница, така што практично, а може би и обратно, дека да се толкува истото, дека како што напредуваше, односно се засилуваше кампањата на хомофобичната кампања која што беше подпомогната од владеачките партии, така се зголемуваше и организираноста и видливоста на ЛГБТ заедницата. Тие се во спрега, испреплезени се овие две нешта, особено во кога стануваше збор за соочување со главните предизвици, а тоа беше неказнивоста на насилството. Ние бевме сведоци досега на многу насилни инциденти, да ги наречеме, тоа не се веќе инциденти, стана пракса да се каменува или пали ЛГБТ центарот во чаршијата, до таму што тој мораше да биде иселен, или стана пракса да имаме говор на омраза и повикување на насилство кога ќе има некоја јавна манифестација организирана од ЛГБТ и движењето. Меѓутоа, она што тука најмногу фрапира е тоа е неказнивост. Досега не е решен ниту еден од овие инциденти, не е пронеден ниту еден насилник, што беше исто и повод од страна на овие индивидуи и организации преку мрежата да застанат онаму каде што мисле дека треба да застанат, тоа е пред обвинителството и да го потсетат обвинителот дека треба да ги гони криминалците. За жал и покрај 5 протести пред обвинителството до сега не е покрената, немаме информација дека нивната истрага која што се уште во тека, нели тие беа, истрагата е се уште во тек, тоа беше паролата на тие протести, практично не даде резултати и се уште ние немаме маскирани за насилници кои што дивеа во центарот на Скопје и каменува и тепа, не се фатени, ниту овие од последниот инцидент во Дамар, ниту претходните палачи и каменувачи. Што ни кажува сето тоа? Тоа ни кажува дека едноставно институциите на системот не функционираат,
дека полицијата не си ја врши својата работа, дека обвинителството не си ја врши својата работа, и во една таква ситуација сега да се стави товарот на, како да кажем, на неактивноста на граѓаните и на неактивноста на организациите, би било навистина неправедно, затоа што иако организациите, индивидуите, граѓаните и сите што беа солидарни покажаа во однос на овие прашања највисока свест и активност за да се покрене јавно еден проблем и за да се притисне, сето тоа немаше никаков ефект. И тоа води до едно обесхрабрување, до таа мерка да луѓето веќе се плашат да пријават инциденти на насилство кои што се случуваат во центарот на Скопје, во старата Турска чаршија, а кои што се случуваат според нашите сознанија секој викенд. Тука би престанала со би ја завршил мојата презентација. Едноставно, за да се случи пред 12 години, немаше никаква видливост, немаше никакво организирано граѓанско действување на подрачјето, во ова подрачје, во ова поле на сексуални права на маргинализирани заедници. Сега имаме организирано действување, а сепак во однос на клучните предизвици немаме никаков ефект. Благодарам. Замолам уште само за кратко да искоментираш, уште сум под импресии. Вчера имаше еден настан овде, Хера организираше, значи поврзано со 3 години веќе од променувањето на оној закон за абортуси. Една поразителен факт, една информација добив дека одма после таа јавна дебата што се случи тогаш пред 3 години за овриените страсти околу промената на тој закон, спровеле истражување меѓу младите и 44% од средношколците рекле дека не го поддржуваат абортусот. И сега се гледа тука, тие се веќе на факултет, за некоја година некој нифи министер ќе стане, тоа ни кажа дека државата со незините кампањи прави кај младите луѓе малку исто како што го поврзувам тоа со абортусот, го поврзувам со ова што им се случи на сексуалните малцинства. Самата држава кога има активни кампањи за здраво семејство или како го каже, здраво општество, им го отежнува патот и на граѓанските организации да се борат за овие основни човекови права. Ја само вака би коментирал. Кампањата против абортусот беше исто кампања на некој активно граѓанско. Подземно можда, не го знаевме кој. Меѓутоа, таа кампања не беше спроведувана официјално од страна на владата, туку од страна на некои граѓански организации. Или ќе ставиме ни наводници, меѓутоа подпомогната од некои активисти. И од земјата, и од странство, од фондови. Така што, тоа е исто така некоја форма на граѓанско движење, меѓутоа знаеме, која што беше директно подпомогната од страна на владеачката партија и од страна на во координација, во концепт со телевизиски кампањи за потоа следува тие телевизиски кампањи од страна на владата, каде што абортусот се промовираше како убиство, кој што беа едната кампања, ако се сеќавате, беше цензурирана практично од Советот за радиодифузија, па потоа ја пушта истата со цензура. Од една страна се тие кампањи, во концерт на владата и на некои невладини организации кои што поддржуваат сродна агенда, од друга страна беа контракампањите на женското движење во врска со тоа што би можеле таквите кампањи какви негативни последици би можеле да предизвикаат или до што би можел да доведе предупредувањето, до што би можел да доведе рестриктивниот закон за абортус кој што беше насила донесен. Сега, она што е најзастрашувачки е дека тие предупредувања на невладините и на
граѓанските активистки и активисти, оние што се солидаризираа во протестите против законот, се обистинуваат. Гледаме дека се обистинуваат, односно дека имаме доведување до... Па веќе се жртви. Жртви има предизвикано неверојатна штета по здравствените права на одредени жени, меѓутоа исто така и до раѓање на непосекувани деца кои што сега прашање е, ако и по сегашните медицински стандарди жената има право да не го роди тоа дете доколку нели има одредени здравствени, се знае дека тоа ќе биде соочено со сериозни здравствени проблеми. Сега имаме случаи да некои жени не можат да го остварат своето право на прекин на бременост поради здравствени причини, детектирани и диагностицирани, поради овие рестриктивни закони, и се поставува прашањето кој ќе сноси одговорноста за направената штета, односно кој ќе се грижи за тоа непосекувано дете кое сега се соочува со неверојатни здравствени проблеми и за таа цела една ситуација. Тоа се судбини кои што сега тешко би можат вака во толку кратко време да се... Да, едноставно тоа се некои трагедии кои што допрева ние ќе ги живееме. Последиците од несогледливите последици, за некои беа согледливи, се разбира, за некои не, допрева ние ќе се соочуваме со штетите кои што ги предизвика оваа наудничава политика во однос на сексуалните и здравствените права. Благодарам. Сега со Владо сака малку да поразговараме. Нели лани беше прилично, па и оваа година прилично револуционерна за новинарството после она хаварија што и се случи со затварањето на А1 и на останатите вестници поврзани со А1, со Велија. Лани конечно се виде силата на новинарите и на улицата и нели кога се случи апсењето на Кежаровски и она што вам ви се случи нели во Фокус со големата казна која што судот ви ја пресуди. Како ти гледаш на овој развој? Дали пред неколку месец-два можеше да се случи нешто и со Телма, нели имаше таква најава, пак ќе имаше уште една хаварија во новинарството. Дали новинарските здруженија или повеќе беше тоа некое спонтано организирање на новинарите да почнат конечно да се спротивставуваат на овие негативни тенденции? Па мислам дека редно време беше новинарите да реагираат. Ние новинарите знаеме со кого имаме работа и каква е оваа власт уште од многу давно, многу пред, да речеме, многу пред другите граѓански активисти, не дека сме нешто посебно паметни и интелигентни, ама ние сме од директна комуникација со властите и со луѓето кои што раководат со држава уште од веќе 10 години и многу одамна, многу поодамно од другите луѓе не е јасно со кого имаме работа, начинот на третмот, ако се сеќавате, само кога дојде премиерот на власт, тоа беше некоја 2007-2008 ги обвини дописнички од Брисел дека имале некакви јахти, мислам, помина 8 години ни јахти, ни ништо не видовме од тоа. И мислам дека тоа беше процес кој што завриваше и кој што неминовно беше да излезе на улица, а поводот беше кежо и затоа јас пишувам во есеов, да го наречеме, пишувам, го насловив давеник против Голијат, може вака на прва звучи песимистички, ама нели на крајот Голијат е совладан или барем му се спротивставуваат. Мислам дека тоа и се случува во Македонија. Давеници сме бидејќи стално се жалиме за состојбата на новинарството во Македонија, ама ми се чини дека две работи ретко се истакнуваат. Во Македонија новинарството е испразнето од новинари. Значи, новинарите се избркани од редакциите по некакви си мали порталчиња, ќошиња, подруми и слично, и на нивни места се дојдени, не знам, не можам ни да ги дефинирам кои се тие луѓе, сам ги знаете, гледате вести.
во тој процес на испразнување на новинарите од новинарството, често велам, ако замислите во тоа ако се случува во болниците или да речеме во Елем, не знам, ќе не умираат луѓе од настинка и ќе ни се срушат сите хидроцентрали, ќе се поплави Македонија, иако за Елем не сум сигурен после на бомба со Мартин Протунгер и со Чинговски. Значи, ситуацијата е навистина алармантна и другиот најголем проблем е што со испразнување на новинарите во Македонија се уништени редакциите. Значи, имаме ние светли примери на колеги новинари, тоа секако, меѓутоа редакциите се тие што ги носат вестите. Значи, имате редакција, јас кога почнав новинарството, имате редакција од секоја економска, политичка, црна хроника, не знам, здравство, работеа по 5-6 новинари кои што онака day to day работеа на својот дел, да речеме редакциите на Скопска рубрика ја изгубија борбата за Скопје 2014. Друго е вие, ако имате сериозна редакција која што ги следи настаните и реагира и добија информација пред да биде донесен дуб, некаков си дуб, и реагира и со тоа го разбуди граѓанското општество. А друго е веќе вие ако почнете да пишувате за веќе донесен дуб, поставени темели, и ако почнете да истражувате од приказната кога веќе премиерот фрлил лопата. Мислам, тоа е сте изгубиле веќе граѓанското општество изгубило веќе на почетокот. И мислам дека тоа е еден најголемиот проблем кој што не знам и да имаме услови да се враќаме назад, ќе треба да се работи на тоа, да се вратат редакциите. Само силна редакција може да мислам ќе се јави некое истражување добро од време на време, ќе го направиме, не е тоа проблем, меѓутоа редакциите се тие што ги носат информациите кои што се битни за граѓанското општество и за активистите. Па ја кажам, многу е побитно. Еве пример за ова туповиве што се околу проблемиве со општина Центар за таа ПС Катница. Многу ќе беше побитно ние да имаме информација и ние новинарите да имавме таа информација, да пласиравме, да се спречеше воопшто носењето на тој закон, а не да се сега да реагираат активистите откако речиси не ги срушиле баракиве во општината. И од тој аспект мислам дека доаѓајќи се во таква ситуација прво она што ќе зборувам и за Кежо, ама мислам дека она што не знам дали добива толку голема јавност е секако синдикатот. И сега може би нескромно вака, бидејќи јас сум член на извршниот на синдикатот, ама мислам дека баш тука, без онака чисто активистички, група на луѓе, го формираат таа организација, таа функционира и представува сериозна сила, меѓу другото и движењето околу Кежо, беа луѓето, јадрото тоа беше неформална група, како што вели професорката Најчевска, може и тоа неформална група да биде, во која што учествуваа и луѓе од така наречени, да ги речеме, провладини медиуми, зборам за движењето за Кежо. Меѓутоа, јадрото беше од синдикатот. Проблемот е што ние се обидуваме веќе ова е втор како да кажам втор состав на раководството на синдикатот и се бориме со предрасуди, се бориме со разочарани колеги кои што не веруваат дека нешто синдикатот може да смени. Например, имате некои предрасуди како синдикатот е она комунисти од времето на Југославија, дека не знам свински полутки се дели преку до такви смешки добиваме некои такви забелешки. И друго, има некое чувство кое што не знам како се јавило. Има впечаток колегиве дека синдикатот, ние што таму одвојуваме часови од нашето слободно време, без никаков надомест, дека ние сме некако избрани на некаков си тендер и ни дале 2-3 милиона евра и сега ние треба да ги заштитиме колегите кога имаат проблеми. А не се прашуваат што можат тие да направат за синдикатот. Не се очленуваат, не
не допринесуваат никако. И сега ја го видовме тој проблем и се обидуваме тоа да ги донесеме новинарите во синдикатот, да сватат дека прво ни е потребен силен синдикат со големо членство, кој што ќе даде резултати, бидејќи дава работата на синдикатот резултати. Имаше неколку медиуми, тоа е оној дел од активизмот што е светлата страна на приказна. Значи, имаше неколку медиуми кои што решија да отпуштаат новинари, да им со реакција на синдикатот, со преговори, нешто успеавме да спасиме, нешто успеавме да се одолжи отпуштањето, во меѓувреме луѓето да најдат работа, друго е кога ќе ве отпуштат веднаш во моментот и ќе изгубите работа, друго е кога преку преговори тоа ќе се одолжи една година, па може да најдете друга работа. И како што кажав, синдикатот беше јадрото околу кое се сврте она неформална група на луѓе кои што, верувате, тоа беа 10 луѓе кои што успеа да го изведат Кежо од затвор. Па ќе кажам, можеби звучи нескромно, ама тие беа луѓето од синдикатот кои што организираа се, ја контактираа меѓународната јавност, тоа на дневно ниво се преведуваа соопштенија, се даваа реакции, се реагираше кај што можеше да се реагира, се организираа протести и оној клучен протест ми се чини дека што се случи пред музеот на ВМРО со судирот со полицијата, покој што мислам дека се прекршија работите и решија да го пуштат Кежо. И мислам дека тука треба, ние се обидуваме да работиме на тоа, мислам дека тука треба да се работи многу, бидејќи само социјално сигурен новинар може да биде професионален. А што се однесува околу има една заблуда, барем кај голем дел од колегите, дека новинарите треба да се пострана за некои случувања од работите, дека ќе земем изјава од ВМРО, ќе земем од СДСМ, сме завршиле работата, тоа е често заблуда. Мислам дека кога се станува збор за сериозно нарушени човекови права, како што е во основните човекови права во Македонија, новинарот јасно е на која страна треба да биде. И не само заблудата е од тој аспект, новинарите често знаеме, ја правиме и јас правам и јас таа грешка. Ќе земем изјава од ВМРО, ќе каже едно, СДСМ друго и имате впечаток дека сте завршили работата. Не е тоа завршена работата. Не ми треба мене Илија Димовска или некој од СДСМ да ми каже дали е некоја работа бела или црна. Доколку си ја работат, новинарите сериозно работат од почеток до крај, доколку ги истражуваат работите и феномените, можеш да доеш ти сам до заклучок што се случува, чии интереси стојат, еве да речеме, например, за да, пак ќе спомнам примерот за доповите во општина Центар. Не ми треба мене ни Жерновски да ми каже, ни Министерство за транспорт и врски кој е виновен и кои се фактите. Со сериозно истражување многу ќе се види чии интереси се во прашање и дали има некој можеби и преклопување, се случува. И затоа пак се навртам, го ставам давеник, ама сепак мислам дека минатата година беше, ми се чини, тука допринесе и оној лош закон за хонорарите, кој што сериозно ги погоди новинарите и тука реагира многу од нив. И ми се чини дека тоа се собраа сите работи, што на почетокот, и тоа го пишувам и во текстот, на почетокот многу од работите не беа препознаени од заедницата, од новинарската. Например, и денеска не ми е јасно како никој не може да препознае што стои за затварањето на еден. Дали беше тоа борба против корупција или едноставно да се затвори медиумот. На почетокот бевме може би исплашени, може би и неактивни, ама мислам дека сега е поинако. Ще едно кратко подпрашање за тебе, бидејќи, како што реков, нели си веќе доајен на македонското истражувачко новинарство.
Има промена и во однос на овој аспект. Ние, нели, едно време имаше, да речем, релативно добро новинарство во Македонија, но немаше толку истражувачко новинарство, како што ти, Сашка, Мери, како што демонстрирате во последниве години. И дали гледаш дека помладиве, не знам, веќе ваши ученици имаат се на добар пат за тоа да го применат исто и дали може тоа да фати добра основа? Па истражувањето е цело време тоа што кажам, да се понуди информација на вие да ја донесете информацијата, а не да ви каже СДСМ или ВМРО што се случува. Вие да донесете информацијата, вие да ги откриете интересите, ма па ќе кажам, според мое мислење, и така до некаде и беше, нормално имало притисоци секогаш, имало разни влијанија во медиумите секогаш. Па ќе кажам, најбитни се, и тоа ми се чини дека прашање некако го забораваме, најбитни се редакциите, ги уништени се редакциите. Вие да имате 5 новинари кои ќе следат економија во сериозен медиум, новинари кои што се обучени, кои што се квалитетни, значи многу од информациите ќе излезат. Вака, мислам дека е тоа многу поважно од истражувачко новинарство, бидејќи истражувачкото новинарство е некој моментален, барем така се во Македонија, моментален труд на 1, 2, 3 колеги, не дека тоа е лошо или таму на работа. Треба да го има. Ама мислам дека е најбитно да се вратат редакциите, таму е силата. Добро, фала ти и со Джелјо ќе го заокружиме овој прв дел од промоцијата на прирачникот за активно граѓанство. Джелјо е, како што реков, еден од алумнистите на школата за активно граѓанство, активен учесник и во време додека беше, нели, обучуван, но и потоа многу често го викаме на оние својни трибини во кои што млади представници на граѓанското општество им се обраќаат на слушателите на оваа школа и се развива дебат. Овде во овој есеј ти го прикажаш токму оној период откако, не знам, и јавноста те забележа во првите редови, мислам дека во Аман беше еден од најактивните, понатаму со 8 септември, се уште те гледаме, значи она што го спомна Владо пред малку луѓе во новинарството се охрабруваат да идат да ги бараат правата за една голема група. Така и ова е случај со Джелјо и со сличните како него и како нас, кои што одиме на улици да протестираме за некои права кои што може нас директно не засегаат. Еве, одма на ми текну она кога бевме за загадувањето Железара и Автокоманда, бевме некоја група од 50 на луѓе, а ниједен човек од Автокоманда или Железара не ни се придржи. И навистина понекогаш тоа раѓа едно разочарувачко чувство кај сите нас. Но сепак се уште сме се бориме. Така да повели Джелјо она што можеш ти од овие 5-6 години активно практикување активно граѓанство да го споделиш со нас. Благодарам на поканата, добар ден и од мене. Прво би сакал да дадам еден апел секој од вас кој има некого да предложи во оваа школа за активно граѓанство, која е многу квалитетна, има доста квалитетни предавачи и таа школа многу помага за понатаму во организирањето акции и делувањето во граѓанското општество. Дел од моите искуства пишав во книгата и мислам дека тоа ќе биде прочитано. Повеќе би зборувал за разочарувањата од тоа дека не ни се приклучуваат многу луѓе. Мислам дека нема функционална демократија без активни граѓани, ниту може да дојде до организирање на граѓани ако претходно граѓаните како поединци не се активни во општеството. Вчера бевме на некоја промоција на книга од господинот Петар Гошев и еден пријател исто новинар праша, па добро, се прашавме зашто, од каде оваа апатија во граѓаните. Мое скромно мислење е дека таа е резултат на 25 години одзимање на простор на политиката на граѓаните и монополизирање на политиката од политичките партии,
посебно во последните 10 години и нели посебно во последните 10 години каде што се рушат еден голем број институции и едноставно веќе граѓаните чувствуваат дека нивниот глас не се прашува за ништо. Но нема да се смени состојбата во државата, ниту состојбата на граѓаните, ако народот од оваа патија не се извлече, односно ако народот самиот не се промени. Секогаш, кога политиката ќе ме оставиме на мокниците и на оние во чии раце е сконцентрирана огромно количество на моќ, а посебно во случај како што е во Македонија, каде што и оние кревки институции предходно они сега ги срушија, ние го живееме ова што денес го живееме, узурпирани и приватизирани институции кои ние ги плаќаме и ги нарекуваме државни, но тие не се во наша функција, тие се во функција на одржување на режимот на власт. Место правото ни владее мафијата и фамилијата на чело. Во овие 10 години ние добивме најлошо здравство во Европа. Луѓе ни умираат затоа што брза помош немала бензин да го однесе до болница. Во негде 2004-2005 година Македонија беше лидер на Западниот Балкан во евроатлантските интеграции. Денеска е на дното. Со платите бевме послаби само од Хрватска, а бевме рамо уз рамо во евроатлантските интеграции. Денеска Македонија ги има најмалите просечни плати во цела Европа. Помали од оние во Босна, која имаше 4 годишна војна, помали од оние во Косово, кој како држава уште не е признаена од Обединетите нации. Имаме голем раслој помеѓу богатите и сиромашните. Секоја година богатите стануваат се побогати, сиромашните стануваат се посиромашни. Измерениот јас помеѓу богатите и сиромашните е најголем во цела Европа и Русија. Имаме преку 30% од граѓаните кои се под работ на сиромаштијата. Под 40 денари на ден. Да, имаат по 40 денари на ден, значи ние порано читавме како луѓето во Африка живеат со долар и пол или со долар. Денеска огромен број на македонски граѓани живеат со помалку од долар на ден. Скопје во меѓувреме стана најзагаден главен град во Европа. Тетово е најзагадениот град во Европа воопшто. И не ги разбирам тие луѓе кои ќе кажат мене не ме интересира политика. Зарем не те интересира дека ти, твоето дете, твоите најблиски го вдишувате најзагадениот воздух во Европа? Ни се случи Скопје 2014. Еден типичен пример каде власта молкот на граѓаните си го свати како одобрување, фрлија повеќе од пола милиарда евра на хиреви на малкумина од врвот на власта, а нас не оставија без функционални училишта, функционални патишта, огромен број од руралните средини немаат ниту канализација, болниците ни се во распаѓање. Фрла наши пари, а нас не оставија без тоа што треба да го имаме минимум за да можеме да се развиваме. Од нашите пари ја пренатрупаа државната администрација, денева излезе конечно некакво признание за 300%. Доека ние молчевме, ќутевме, они за 300% се зголемиле државната администрација, која ние ја плаќаме, а таа им помога да опстанат на власт. Најголемото зло, најголемата последица од ова зло е тоа што огромен број на млади луѓе се заминуваат од оваа држава. Човекот е најголемиот ресурс во едно општество, а од оваа држава се заминуваат квалитетни и образовани кадри, а ни остануваат оние кои нешто не сакаат, туку не можат да се заминат. Има некој податок дека во последните 10 години преку 450.000 луѓе си заминале, а тоа ќе го потврди веројатно некој попис
која ќе дојде при нормализирањето на ситуацијата. Медиумите, како што рече Владо, се испразнети од новинари, се наполнети со пропагандисти кои не убедуваат дека ни е убаво, а ние кои пробуваме да ја кажем реалноста, биваме етикетирани и оцрнувани и прогласувани за непријател број 1. Не задолжуваат да останат на власт и нашите идни поколенија, а Македонија стана држава и официјално во сите релевантни извештаи држава во која има политички затвореници. Тоа се случува кога на мокниците ќе им оставите да прават тоа што сакаат, а вие, иако не се согласувате со тоа, молчите. Денеска ние работиме и се трудиме да ги менуваме работите во една малку ненормална ситуација. Спомнав со етикетирањата, значи оние кои го уништуваат ова општество се херои, тие мнозинство медиуми под контрола на режимот бараат од нас да бидеме лојални, али тоа во превод значи да бидеме сервилни кон оваа власт, а луѓето кои нешто се обидуваат да сменат и односно пробуваат да кажат вистината, биваат прогласувани за непријател број 1. Ја искрено да ти кажам, луѓето кои овој режим ги шиканира, мене ми се па многу драги. Им се осеќам должен, затоа што тоа се луѓе кои, кажувајќи ја вистината, мислам дека не само на мене, туку и на сите останати, ни прават добро. Не дека тие луѓе не можеле да молчат као повеќето, туку одлучиле, борејќи се за подобро на ова општество, да си ја изложат својата кожа на овој режим. Така да јас си поставив еден стандард, кого повеќе плукаат и етикетираат и го прогласуваат за предавник, тој ми е подраг. Во меѓувреме немаме попис на население, веќе и тешко да правите релевантни истражувања, затоа што бројките не можете веќе да се повикувате на тој попис од 2002 година, а и сите конструктивни предлог политики наидуваат на еден зид, на едно слепило и една глувост кај институциите. Едноставно немате никаков фидбек. Во цела оваа лоша ситуација, мислам дека треба да се напомене и лошиот закон за референдум кој е повеќе пречка отколку алатка за мобилизирање на граѓаните. Ја кажавме веќе лошата состојба во медиумите. Мислам дека многумина од нас сватија дека оваа власт веќе не може да се поправи. И мислам дека затоа се почести протестите. Оваа власт ќе мора да се порази, да се воспостават одново демократски процеси и да се и во таквите демократски процеси граѓанското општество да си го заземе своето место кое го заслужува, како со својата работа би дало поголем резултат за напредок на општеството. Мислам дека Македонија никогаш нема да биде пристојна држава ако ваквото владење и овој криминал не биде санкциониран, не видиме владење одново на правото и конфискација на украденото, на огромните милиарди евра кои се изнесени од државата. Ако не се обноват демократските процеси и социјалната држава и не ја вратиме солидарноста како вредност во општеството, ако не добиеме мала, но ефикасна и професионална администрација, затоа што оваа гломазната и партиската и непрофесионалната, освен што не работи во наша корист, таа не тера во банкрот
ако не добиеме квалитетно јавно здравство и образование, и ако не сватиме дека човекот е газдата во оваа држава, а политичарот треба да биде наш слуга. За жал, уште сме сведоци покрај огромните изнесени криминали од страна на опозицијата преку бомбите. Ние гледаме како некои луѓе се уште сервилни кон овие криминални политичари, а при тоа го представуваат како лојалност кон државата. И мислам дека за да добиеме пристојна држава, не може да очекуваме тоа да ни го направи некој од страна, ќе мора самите да си го направиме, ниту може некој супермен само ова да го измисли, ниту некоја супер жена сама да ни ги реши сите проблеми. Нас не чека мъкотрпен пат за обнова на демократските процеси воопшто во Македонија. Благодарам. Желјо само уште и за тебе едно прашање, бидејќи верувам добро се сеќаш, ние уште од првата генерација во школата за активно граѓанство, на првиот муавет што го имаме со слушателите, да почнат да ги разликуваат партиско од политичко. Значи, она што ни се случи со протестите против полициската бруталност и потоа со Аман, многу луѓе да бидат тргнати од улиците, од протестите, поради тоа што тоа беше квалификувано како политичко, а всушност нормално е да биде политичко. Тие се секој што има некое барање за промена во општеството, за постапување по закон е по дефиниција политика. Колку беше тоа тешко, дури лани видовме со студентите дека конечно се охрабрија некои што протестираат да речат да, овие се легитимни политички барања. Тоа неколку години нам ни тежеше и ти си многу добар сведок за тоа колку луѓето се обесхрабруваа ради таква една реторика. Значи, мислам дека и тоа беше последица од долги години одзимање на политичкото од граѓаните, и како голем дел од граѓаните политиката се поистоветуваше само со партијата. Факт е дека на политичката сцена, освен политичките партии, актери се и невладините организации и неформалните групи, но мора да биде активен и човекот како поединец. Факт е дека во изминатите години многу иницијативи ја правеа таа грешка. Не бараа сојузници за своите цели во сите политички актери на сцената. Од партиите, преку невладините, преку неформалните групи, разни интелектуалци, уметници, едноставно се оградува од нив. Таквото атомизирање, најголема корист од тоа виде оваа власт, затоа што изгубивме многу години за нешто што тотално непотребно. Мислам дека свативме конечно. Студентскиот пленум имаше неколку соопштенија каде на етикетите од премиерот Груевски дека се они политички мотивирани, му одржаа буквално час за разликата меѓу политичкото и партиското, и мислам дека тие соопштенија може уште да се најдат на интернет, а гледам дека деновиве и градоначалникот на Скопје тоест канцеларијата на градоначалникот на Скопје ја повтори истата грешка и они добија уште еден час. На сето ова единствено молчеше овој така наречениот председател. Он ја знае ова и не си ги знае разликите меѓу политичкото и партиското и не си дозволи да на него му одржуваат час. И уште нешто од искуствата во овие неколку години. Повеќето од тие движења функционира на некоја хоризонтална основа, но се покажа дека хоризонтално поставените движења, ако не направат функционални групи за мобилизација, за односи со јавноста кои функционираат, ако тие групи внатре не функционираат, тогаш хоризонталните движења се голема кочница за одвивање на брзо одвивање на акцијата.
Во секој случај подобри се хоризонталните движења затоа што во вертикалните поставените движења може да се сконцентрира моќта во неколку луѓе, но мој предлог од мој апел поради искуствата е да секогаш направат функционални групи внатре во хоризонталното движење. Ако тие не функционираат, тогаш е кочница. Ќе го истакнеме на крај сега на овој прв дел и твојата препорака за сегашните дни активисти, каде што кажуваш дека потполно е легитимна соработката со политичките партии што се спремни да ја поддржат вашата иницијатива, но секако со претходно јасно дефинирани партнерски односи. Барајте партнери за вашите иницијативи во политичките партии, во невладините организации, и во неформалните групи, и во познати интелектуалци и уметници. Создавајте партнерства на рамноправна и фер основа. Океј, значи, ние можеме и понатаму да разговараме, се наметнаа неколку теми, но би сакал и вам да ви дам сега предност, доколку вие би сакале со своји согледувања и коментари да се вклучите во ова дебат. Повелете, микрофонот е кај Даниела. Билјана? Дали? Добро. Океј. Добро. Добро, еве, ајде јас малку повторно ќе наметнам една дебата врз основа на она што го спомнав пред малку за тие истражувања на јавно мнение и она од моје лично искуство што го имам деновиве, тоест наназад неколку недели, месеци разговараме живо, нели, што ќе се случи во април и многу од тие луѓе со кои што разговарам ви кажуваат ако останат овие на власт јас бегам од државата. Значи, до таму е ставена таа дилема екзистенцијална дека тој ќе напушти. Сега јас го прашувам дали ти ќе излезеш на избори, дали си излегол последниве неколку пати на избори, тука добивам така средно одговор, до некое овакво ме зафркаат ако ми пратиш SMS да ме подсети. Значи, до каде отиде на работава, значи најекзистенцијално прашање, тој ќе бега од државата, ама нема да излезе на оној чин на граѓанство кај што треба да го манифестира, нели, суштината на демократија. Да не збориме за ова што го спомнавме за улиците, кога луѓето кои што се најдиректно засегнати очекуваат од некои професионални активисти да им ги барат своите права. Па не знам дали овој мој впечаток ви фаќа око, дали мислите дека до таму отиде на работата или нешто може да се случи да ги натераме луѓе конечно да си ја земат судбината во своји раци. Миријана. Значи, ја пак ќе се вратам на тоа, дека не ни требаат веќе нови невладини организации. Нам ни треба работа со индивидуите, ни треба работа со луѓето. Значи, некако сме се одвикнале од тоа да работиме на терен. Ние мислиме дека еднаш ако кажеме нешто и на сите ќе им пукни пред очи и ќе речат леле, до сега не знаевме, еве сега ти ни каже и тргнуваме ние во поинакво делување. Значи, ние мораме да објаснуваме, ние мораме да даваме примери, мораме луѓето да ги извлечиме од нивните чаури и пред се да ги ослободиме од стравот, ако треба и со нашиот личен пример. И сега, ако не делува некое орадие, да речеме, еве излегуваме на протест и викаме, не делува, ништо не се менува. Или собираме петиција, епа не се менува и ке дигнеме раце и толку. Па затоа сме ние активисти, за да смислиме друг начин. Ке смислиме друг начин. Нешто креативно, нешто ново. Ете, јас си излегов балет да играм. И мислам дека на тој начин ми викаат, бе, на шипка, гола и слично, не викам, до тоа ќе пуштам на други, ама балет можам да играм. Значи, нешто само да ги раздрма луѓето, нешто да ја подотвори чаурата и да им покаже дека, нема зашто да се плашиме, ајде да видиме, да ги размислиме работите. Дали може вака, не може, дали може онака, не може. Да најдеме друг начин. И мене тоа ме мачи најсериозно. Многу сме канцелариски ориентирани. Ете така си седиме, си муабетиме, дебати си правиме, а не одиме на терен. И мојата идеја е дека мора да одиме на терен од врата до врата.
одам во село, муабет, во чајджилница, раскажувам што мислам, како мислам и слично. Зошто, например, кај нас не се појавил некој, ево, Косово гледаме дека ги напаѓаат и премиерот и ово, не се залагам секако за такви работи, ама тоа ме чуди зашто. Добро, ајде повелете. Добар ден, јас сум Љубомир Костовски од Глобус магазин. Сакам да повторам нешто што еднашка сум го кажал. Многу често зборуваме дека сме биле успешни во некои протести и дека еве сме го ослободиле Кежаровски. Јас тврдам, а мораме да ги гледаме реално тие работи. Ние не го ослободивме Кежаровски и можевме уште 20 години да протестираме. Него го ослободи господја Мијатовиќ. Зашто? Затоа што направи еден трул компромис со нашето здружение на новинари и ние вака. Значи, ние се согласивме еден закон за кого ние протестиравме претходно многу добро, на моменти ми се чини и успешно и го одложувавме тој донесување на тој закон. И ние во еден ден, значи, добивме ослободување на нашиот колега, а од друга страна, нашето здружение гладко го потпиша она што велеше дека никогаш нема да го потпише. Мислам да ве потсетам само. Значи, тоа беше резултат на еден компромис. И јас тврдам и се уште дека ние не сме го достигнале тој степен низ протестите да успеаме да изнудиме од оваа власт некакви отстапки, освен во случај кога таа ќе процени дека треба да попушти за да на друга страна ослаби некој притисок. Тоа го викам и со законот за хонорарци и така натаму. Значи, ние протестиравме не знам колку пати, власта секогаш не одбиваше. Ќе спомнам ова околу што најчесто го спомнам, мислам дека е многу важна формата низ која го правиме ова. Некогаш не ви треба многу луѓе. Тој што го викам ја перформанс сегмент, ќе потсетам на законот за тој закон за информирање, како се викаше, не е така, мислам, како што ја го кажувам. Еве, со колегата Апостолот бевме во домот на армија и може би се заборавил, како со 15 луѓе ние им расипавме донесување на тој закон. Значи, беа донесени камери, се беше скришно направено, беа донесени организации кои требаше да го поддржат тој закон, не е власта, него има некој што ја поддржува во таа новинарска јавност, значи тоа другото здружение и така натаму. 15 луѓе станавме во еден миг и направивме белја таму, да речеме, направивме еден нарушен, беа вклучени сите камери и тоа пропадна. Мислам, пропадна славно. Значи, мислам дека на она на што треба да се работи е работење на туѓи искуства. Ние нешто доаѓале луѓе кај нас што имаат некои искуства со тие промени. Меѓутоа, мислам дека многу малце сме ги имале и многу малце сме ги применувале. Значи, со ова вас морате да бидете малце поумни, да ја употребите интелигенцијата. Мислам дека во секој случај таа би требала да е на страната на невладиниот сектор. Мислам дека се уште они сигурно фрлаат големи пари таму за пиар советници и така, но мислам дека еве овој настан што тога се случи покажа дека ние мораме да работиме пред нив. Ние секогаш работиме подсвесно. Значи, морате да ги предвидите нивните потези да бидат. И една многу важна карактеристика е, секогаш сме имале силни и моćни протести кога се работело за човек. И тоа очекував да можеби некаде некој направи некоја анализа. Ја ќе спомнам дека Мартин Нешковски, например. Имавме протести кога го... Али збориме за човек, за судбина. И оној најголем кај нас протест што стана, да речеме, 5 мај годинава, беше за Мартин Нешковски. Тоа беше за бомбите, меѓутоа имавме многу бомби пред тоа и после тоа. Меѓутоа вие за таа врзана за човек или за она девојче од Велес. Тоа беше многу емотивна, многу добро организирана, многу луѓе што претходно не сте успеале да ги ангажирате се појавија. Значи, и тој феномен треба да го истражиме, да видиме зашто тогаш се јавуваат луѓето. Значи, кога се јавува за конкретен човек, не за појава. Значи, нема да се појава за железара, меѓутоа ако во железара некој умре и сега не знам, да речеме дека тоа било закадување, ќе видите како тоа поинаку ќе се одреагира. Тоа мислам дека можеби е повеќе наша карактеристика, национална карактеристика. И тоа можеби треба некогаш некој да седне да го напише, да го анализира, да ги види, еве вие правите некакви разни анкети, ставете го и тоа во анкетите. Да се открие, има начин тоа сигурно, да се открие, бидејќи тој феномен исто така би користел во граѓанската акција, сигурно, мислам. Ако веќе треба да ги врзуваме за индивидуални судбини. Тоа би го рекол, мислам, сега не знам колку се вклучи во направ начин. Да, ви благодарам, во секој случај. Да,
Ќе му дадам на Владо збор на мала реплика да даде, ама сакам и малку да се надоврзам на вие што го кажавте. Имавме една многу добро организирана акција во која што се спречи донесување на закон за млади. Тука е Маријан, исто добро се сеќавам како тие го организира младинскиот сектор, граѓански сектор, за да се случи една мала победа сепак за граѓанското општество. Сега ќе дам збор на Сонја. Мислам дека дигна ракат, да? Па ќе му дам збор на Владо да реплицира. Сакав само на кратко да му реплицирам на господинот Љубомир Костовски. За жал, се согласувам дека многу поуспешни беа протестите кои што се беа инспирирани од една човечка трагедија, отколку од повеќе несрекни човечки судбини. И да, треба да се запрашаме зошто една гранде трагедија не не обединува така како што не обедини една трагедија како смртта на Мартин Нешковски или смртта на Тамара или не знам нечија смрт на повеќе луѓе или тивката смрт на сите нас која што се случува континуирано заради загадувањето, недостоинствениот живот и така натаму. Толку. Бидејќи ме прозиваше, па интересно е да се сподели искуството од таа борба за повлекување на законот за млади или под борба која што одеше под насловот радикални измени во предлог законот за млади, кој што на крај заврши со целосно повлекување и од 2011 кога беше тој обид на владата да го донесе предлог законот за млади со кој што тежнееше да воспостави целосна контрола врз младинското организирање, ние добивме и повеќе од тоа што бараме, наместо радикална измена, целосно повлекување. Резултатот се должи на стратегија, упорност и квантум на испратени пораки. Во таа битка, да бидам искрен, немаше ништо креативно, немаше ништо од типот на екулите, очите, мемуните по палмите и креативните протести кои што во изминатиот период ги реализиравме, меѓутоа имаше темелна стратегија и темелен пристап на терен, токму ова што го зборува професорката Најчевска, кон граѓани, кон млади, кон младински организации. Од една екипа од 10 организации кои што на почеток го препознаа проблемот, препознаа дека во тој текст на законот се крие замка и се крие обид за целосна контрола не само врз средношколското и студентското организирање, туку и врз целиот младински сектор, ја расширија приказната наоколу и успеа тие 10 организации да добијат поддршка уште од 50 други и уште од многу индивидуи. Значи, суштината беше во многу комуникации, многу состаноци и многу допирање до многу граѓани на наједноставниот начин. Состанок, разговор, писмо. Повторувам, акција која што нанесе штета на имиџот на владата, што беше пресудно власта да се откаже тој предлог закон за млади, преку огромен квантум на испратени пораки кон граѓани, кон различни јавности, иако ништо креативно, акцијата беше сведена на папирологија, на аргументи, на би рекол за јавност досадна содржина која што се однесува на формулациите или амандманите од одреден закон. Владо? Само сакав малце да реплицирам околу на како било слободен кежо. Може би така и било. Не, стварно немам информации како технички дали било договорено или имало некаков пазар. Ама еве да речеме дека имало пазар, да се согласиме дека било така. Треба да се потсетиме дека дента кога беше уопсен кежо, тој беше дел од една голема акција ликвидација, се викаше ако не се лажам. И се спомна некаде некој поднапиша дека во целата приказка влегол и новинар, дури имаше и спекулации по нашиве по новинариве дека не знам што све направил, дека е вистина виновен и дека на крај се испадна дека е само заради текстот. Сакам да кажам дека еви да било така, да било пазар, ние сме го направиле тоа, мислам, ние, таа група што ги организираше протестите, направи ишју од тоа. Го излече случајот на Кежаровски и направи проблем, го стави на маса. Сега, како се решил тоа се веќе некои
други работи за кои што стварно немам информации дека така било. А сакав и само да кажам врска со коментарот што го кажа Слагјан за тоа дека не знам сите сакале да си одат од држава после април ако остане актуелна владеачка гарнитура, а ете никој нема да гласа. За тоа сакам да кажам дека тоа според мене е резултат на пропагандата. Ние можеби не гледаме Сител, можеби не сакаме да гледаме Канал 5, ама пропагандата стига до сите нас. Таа е огромна, таа е масивна, напаѓа врз сите сетила и сакаме да признаеме или не влие. Значи, едноставно денеска за да освоиш некој друг свое право, ако тоа некако те приближи до ставовите до опозицијата, многу луѓе се плашат да бидат ставен во некаков кош, воопшто ни да не влегуваат во некаква коалиција со опозицијата, туку да бидат ставен во некаков кош, тоа е најлошото нешто што може да направите. Мислам, само Сорос да не ве стават во некој кош на Сорос. Тоа е најголемиот страф, а јас се сеќавам најубав совет има една полемика околу туповиве за Карпош, ако се сеќавате. Вчера читав една полемика на Твитер, во кој што се вклучи и Шекеринска, заменичката претседателка на СДСМ, ја прозиваа зошто СДСМ не влезе во целава приказка онака партиски. Таа рече дека активистите ја замолиле СДСМ да стои настрана. Тоа е дел од тој страф. Да бидете поврзани со СДСМ, тоа е како најголемиот греф ако СДСМ ве поддржи. И ми се чини дека многу убава лекција за ова им даде Роберто Величанец на луѓето што го организира протестов против Мартин Нешковски, ако се сеќавате, и тогаш беше истата приказка. Дека Сорос и СДСМ организираат приказната. Тој се сеќавам на една трибина во Менада беше, ми се чини, ако не се лажам, им рече: вие бркајте си ја работата, вие имате цел што сакате да постигнете, кога ќе ви кажат такво нешто, кажете им па што. И мислам дека тоа е онака многу убава лекција. Целта е таа да се постигне, а тоа од страна што се лепат етикети, мислам дека треба да биде маргинално и баш да се каже па што. Значи уште не сме прележеле таа болест политичко-партиска. Океј, да, имаме уште двајца кои ви сакале да коментираат. Здраво, јас сум Илија Јованов и мислам дека професорката добро искажа Мирјана Најчевска, затоа што потребна е стратегија, работа на поле и мислам дека малку е затишена и младинава у некој си контекст на однесување, а сето тоа го прави плашеност од страна на власта на разни начини. Например, за мене лично кога се однесува, наутро, движејќи се од Буњаковец према Карши аптеката Зегин, поминувам на зелено светло, на половина се уклучува црвеното. По логиката мора што побрзо да стигнете до половина. Законски стигнувам до половина, чекам зелено, го поминувам семафорот, стигнувам од друга страна, ме застануваат двајца полицајци и господине, поминовте на црвено. Јас му кажав никако и никогаш. Ме малтретираа, ми побара лична карта, ова, она, си намигнува малтретажа на разни начини и после ми ја дадоа личната карта. За среќа не ми пиша казна, а може и тоа да го направат. И не знам, на разни начини праведниот човек го обесправуваат и го напаѓаат од разни страни само за да го заплашат. Тоа е моменталната ситуација во Македонија и ги разбирам и младиве дека имаат страф од безбедност на собствен живот на разни начини. Така да, а мислам дека најмногу придонесува за раздвиженоста на граѓанското општество самото отворено општество кое што најмногу се залага за промените и за да неправдите околу јавноста испливаат на површина, така да најмногу допринесува граѓанското општество за сите тие работи кои што
треба да донесат позитивни резултати во нашето општество. Само треба голема масовност, добро рече професорката, и предпазливост и умешност во постапките. Така, толку имам да кажем. Благодарам. Господин Писарев би сакал да се включи. Добар ден, јас сум Писаровен, пред се излажен. Јас би споделил едно искуство што е многу фришко, што би се рекло, од пред неколку дена или пред неколку недели. Ние практично месец дена водиме еден нов проект, започнавме, кој што се однесува на работа на местните заедници и урбаните заедници во Македонија, во сите плански региони, односно во сите општини. И еве еден пример кој што сега професорка Најчевска фино кажа, треба работа на терен, али таа нејзина, мислим, дискусија се остана сега на маргините, се фатиме за оние централни некои настани кои што ни остана длабоко врежани во ова. Еве еден пример, при посета на Башино село, веројатно сите знаете кај се наоѓа, во разговор со локално население ми кажа дека најголем проблем кај нив е се гробиштата. Како гробишта? Па вика, ние кога ќе ни умре човек не можеме да се храниме бидејќи патот ни го пресеко комуникацијата меѓу селото и гробишта. Тоа е оној дел на аутопат кој е што едносмерен. Викам, па добро, што правите? Па вика, го провлекуваме низ некоја дупка за вода. Значи, тоа е она голема цевка за вода, диаметар негде метар, па они нешто малце прокопале. И викам, добро, што правите? Имате местна канцеларија тука, имате, односно местна заедница, имате, се собирате пред кооперација која, нели, некој ќе почине, треба опелено. Да бе, вика, ќе се собереме, па се мачиме, вика, нешто клечиме, го влечкаме низ тоа. Па добро, значи, пазите, каде тоа е тој активен граѓанин, он треба да го реши проблемот, а не да ја реши, да го реши погребот. Они погребот ќе го решат, ќе го провлечат и готово. Меѓутоа, тоа со години се протегнува, они уопште тоа прашање уште не го ни постави, па тоа вика државата. Пазите, кај нас е државата нешто така имагинарно, кој што треба сите проблеми да ги решава, од тоа како ќе го сохранат они. Или еве ви втор пример, сега протестират во општина Карпош. Јас направив таму анкета меѓу граѓаните. Дали верувате дека 100% на граѓани не знаат како им се вика председател на местна заедница? Еве, одека од присутни, дали некој знае како му се вика председател на местна заедница каде живее? Не гледам ние некој да дигна рака. Зашто збориме онда ние овдека? Активен, да може да еден. Значи, тоа е оно што треба да, што професорка Најчевска го кажа. Дајте да се преселиме ние малце, да облечеме чизми како коце, трено, жути, црвени, било какви, да слеземе тука меѓу луѓе, да им кажеме дека од нив зависи све. Знаете, јас разговарав доста долго со колешката моја во тоа Башино село. Луѓето се свесни дека ако ќе купат пиво, 19% им одни од државата. Дека ако ќе го напона тој цигер таму во самопослуга, дека пак 19% од државата. Па онда нека барат од таа држава да им ги решава проблемите, нека бидат малце поактивни. Значи се враќам на она што го рече професорка Најчевска. Значи на терен со граѓаните да станат свесни дека они се тие активни чинители во општество, дека они треба нешто да направат. И само една исправка, значи кој го спомна Писарев за мајмуните и све друго, не се однесе на мене, го на син ми, он е тој со ајколите. Благодарам. Те сега тешко него. Добро, дали уште некој би сакал да се вклучи? Еве, може, еве, уште малку ја би наметнал малку да поразговараме за тоа како не перцепираат и од другата страна. Деновиве некои колумнисти во Дневник тврдат дека граѓанско општество треба да го сочини, дека ние всушност поактивните сме го узурпирале граѓанскиот сектор, дека треба да се граѓанско општество да го сочинуваат филателисти, ловци, риболовци, не знам кои све ги наброја таму, само не ние што еве добиваме странски донации, да речем. Па еве Джелјо, мислам дека одма ќе најде тука. Само да не се занимаваме со политиката. Тие што не се занимаваат со политиката, они би сакале тие да бидат представници на граѓанското општество. Сакам на еден коментар на претходното прашање. Стварно е фрапантен е податокот дека на луѓето им е полесно да решат да се иселат од државата, без да пробат да ги менуваат состојбите тука. Значи, полесно му е да земе да се спакува, да остави све што има, роднини, пријатели, све комплетно, да иде таму некаде што не знае никого, да почне комплетно нов живот од почеток, отколку да проба да придонесе, да
на оние кои веќе нешто прават, да пробаат да се менуваат работите, дали локално, од местната заедница, од не знам, од селото, од градот, дали регионално, дали на ниво на држава. Тоа покажува колку луѓето едноставно не веруваат дека можат да направат промени. И јас пробувам често така да разговарам со луѓето, поготово нели кога одиме на протести. Имам чувство дека знаете оној изговор, кога ќе се соберете 100.000 луѓе, јавете ми се да дојам. И ја имам чувство дека 500.000 луѓе во Македонија викаат кога ќе се соберете 100.000 луѓе, јавете ми се. Тоа е тоа што ни смета највеќе. Фала. Ако немаме друго што додадеме, јас уште еднаш ви благодарам. Сакам уште еднаш да им се благодарам на Адријана и на Сунчица за нивното трпение во цела ова подготовка. Сунчица и Адријана се најодговорните лица во оваа програма на USAID за граѓанско општество. Знам, многу мора да не истрпат ни се што моравме да направиме додека дојде овој финален продукт. Голема благодарност до Ванчо. Ванчо, и стварно со тебе се измачивме од толку многу убави слики што ги имаш на Flickr да избереме некои само 30, иначе 40 овде. Благодарност за преведувачите на оваа книга на англиски, на албански, одличен е преводот на Ана Василева и Назив Зенулаху, дизајнерот Александар Тосевски, секако авторите на прво место тука, уште еднаш ви благодарам и секако ќе на тамошните сесии на школата за активно граѓанство ќе се гледаме. Уште еден повик, покана до сите вас кои што мислите дека можат да предложат или самите да се предложат да учествуваат во оваа школа. Повикот е на веб страните на форум и на проектот на USAID за граѓанско општество. Веб страната е civilsociety.mk. Не знам дали го спомнав тоа, дека слушателите откако ќе нели заврши нивната генерација имаат можност, имам еден скромен фонд да реализираат некои акции од тоа што го учеле, нели да го спроведат на дело. Така да еве проширете го гласот нели за оваа школа. Ние сме и наредните години тука да му даваме помош на граѓанското општество во Македонија и ве поканувам сега на еден коктел во ходникот овде, да се освежиме, да се дружиме понеформално, да разговараме за овие работи.